Добро утро, почитувани гледачи, во ова, како да го наречам, предновогодишно или новогодишно издание на Утрински печат. Новогодишно, можеби затоа што е последен ден од неделата, но утре не го сметаме, бидејќи е преломен, нели, утре се слави нова година. Така што и денес ќе одвоиме пола време малку за политика, меѓународна, малку домашна политика, но ќе оставиме простори за малку забава, да не речете дека овие претеруваат со политиката, малку да релаксираме рано наутро, ама денот не почнува без Дејан Андоновиќ, така да Дејан, те молам, што се случува во соседството, а можеби малку и пошироко ако имаш такви информации. Да почнеме од соседството, се смирија тензиите на Косово, иако беа подигнати на највисоко можно ниво, како што веќе и вчера го коментиравме, србите ги тргнаа сите блокади. Компромисното решение дојде откако беа пуштени од притворените полицајци за кои србите практично беа една од иницијалните каписли за овие тензии. Ќе видиме дали ќе му дозволат на српскиот патријарх Порфири да дојде за повтор пат, иако тоа не е уопште во опција во игра, се чини дека извршен е притисокот врз Вучич и врз Белград да ги тргнат блокадите и тоа се случи. Извештаите од теренот пак ќе јавуваат дека имаше проблеми помеѓу срби и срби, односно едни срби кои сакаат да се повлечат, кои се повлекуваат под наредба на Вучич, и другите срби кои не сакаат да се повлечат и кои веќе беа оценети и оквалификувани како руси, во наводници, како луѓе кои на некој начин примат инструкции од Москва за да ги прават тие тензии, за да може да дојде до некаква нова дестабилизација. За воја на вистината имаше и порадикални структури меѓу албанците. Албанците кои што мислеа дека не треба да чека албанската полиција, дека треба да влезе. Во суштина повлечени се. Значи победа на дипломатијата, сакаш да кажеш? Одложена тензија, практично сега победа на дипломатијата. Според последните информации, Западот како да ја менува тактиката кон Косово, веќе не оди на варијанта да ги натера на двете страни да седнат на преговарачка маса од најниско ниво до највисоко, туку се спремаат нови документи кои ќе бидат ставени двете страни пред свршен чин. Ќе видиме по нова година што е свршениот чин, но очигледно западната дипломатија или во превод американската дипломатија очигледно ќе оди на варијанта со готови документи да ги седне на преговарачка маса и им каже ти мораш ова да прифатиш, ти ова мораш да. Иако имаше забелешки од српски и од албанска страна на дипломатијата, особено на европјаните, не беа толку, како да кажем, кооперативни од тој аспект на почетокот, но како да европската дипломатија малку подоцна се консолидираше, па почнаа да дават. Се фати во расчекор беа божикни празници во католичкиот свет и се случи во Европската унија да не заседава таа глобална администрација, но тука се американците секогаш она Холбрукова булдожер дипломатија која остана. И повторно ќе кажам, дури и Ескобар, нивниот представник овдека пратеник директно не направи толку влијание колку што направи Кристофер Хил. Јас ги следам состојбите. Оваа работа се заврши во мигот кога Кристофер Хил, американскиот амбасадор во Белград, сврте два телефона, велам, на Курти и на Вучич и се согласија да дојде до намалување на тензиите. Ќе потсетам, самиот Албин Курти негодуваше на одлуката на Косовскиот суд што ги ослободи овие лица од притвор, па тие му возвратија тоа што го гледаме нели во другиве држави. Му возвратија дека кој е он да се меша во судските одлуки, тоа што е премиер не му дава за право да се меша во судските одлуки. Судот одлучил да ги пуштат кој на домашно лекување, кој во домашен притвор, било така проценето, а сето тоа дојде откако Кристофер Хил на некој начин се вмеша директно, барем според медиумите. Предходно го немаше. Ама значи Хил не му се јавил на Курти, се јавил таму кај што треба. Хил очигледно не ги се јавил. Да, зборуваме за Балканот. Зборуваме за Балканот. Иако добро, таму Еулекс има влијание, се обидува да. Има и Квори, Еулекс, сите имаат влијание. Дојде до намалување на тензиите, се толкува дека е одложување на тензиите, практично дека од
после некој време повторно тоа ќе се врати, како тензија они мора да го решат проблемот со Косово. Но ги тера да седнат на преговори. Ова Зато е велам. само моментално смирување на состојбите, Ова е за да може моментално диалогот да смирување, продолжи. Така. но велам повторно, според медиумите и она што го гледаме и слушаме, изминативе 24 часа западната дипломатија ќе ја менува тактиката, веќе нема да оди на варијанта ајбе седнете, договорете се, туку очигледно со готови документи ќе ги принуди, бидејќи се гледа дека конфликтот во Украина и во Русија се шири, и почнува на Балканот незатворените прашања да ги подотвара. Косово е едно од тие, јас цело време велам дека може да дојде и Република Српска, за сега е мирна, но не знаеме што ќе биде. Неве и Црна сега ја зборувавме, има од вчера нов мандатор, тој е Миодраг Лекич, кој е поставен и го добива мандатот од председателката на Собранието, а не од председателот Мило Ѓукановиќ. Што беше нормално. Причина за тоа е што Мило Ѓукановиќ одбива да даде мандат, а државата не може да функционира без влада според тие проценки и оттаму партиите, старо-новото мнозинство, оние партии кои победија на последните парламентарни избори, значи анти Мило Ѓукановиќ коалицијата и Андрија Мандич, човекот, представникот на србите во Црна Гора, тие се собраа некако и го предлагаат новиот мандатор Лекич. Ке видиме како ќе биде кохабитацијата политичка на овој мандатар и ова парламентарно мнозинство со актуелниот председател Мило Ѓукановиќ, кој за подсетување и покрај тоа што нешто малку загуби, сепак се уште има силна подршка во Црна Гора и силно влијание. А Црна Гора, ја спомнав, не случајно, бидејќи и она може да биде дел од оваа можна дестабилизација и покрај тоа што Црна Гора е во НАТО, сепак ќе те подсетам, знаеш, ништо се црногорците поминуваа и какви све необиди за преврат имаше у минатите години, па и проблемот со Српската црква, сите тие влијанија, неќум да обвинам дали е руско, дали е американско, но не е стабилно, а кога не е стабилно, може да дојде до некаква нова тензија. Само ще малку се вратиме на Косово. Оно што предпоставуваш или што коментираш дека можеби сега европската меѓународната дипломатија нема да ги прашува, туку доаѓа со документи, но тешко е да се најде конечно решение за Косово. Кога би било така едноставно, тие досега ќе го најдеа или веројатно сака да ги натераат на чекор по чекор да постигнуваат остварливи договори за да може да се стабилизира ситуацијата. Проблемот е што Курти мора да владата у Приштина мора да разбере дека мора да се направи таа заедница на српски општини. Што му вети американците на Вучич. А Белград и Вучич мора да се помират дека Косово веќе не е дел од Србија. И тука е сега тој спор. Властите во Приштина, особено политиката на Курти, стравува од тоа формирање на заедница на српски општини, бидејќи многу одамна во дипломатските кулуари дојде опасноста и предвидувањето дека таа заедница на српски општини утре би можело да биде новата Република Српска во Косово. Оттаму и властите во Приштина, односно оваа партија на Курти, одбива да дојде до формирање на таква заедница, но од друга страна, он се има обврзано со Бриселскиот договор како влада. Сега не знам дали он го потпишал или некој негов претходник, и тоа ќе мора да го направат. Исто така тензијата се направи, јас малце логично ги гледав работите, беа поставени барикадите во Северно Косово на регионални патишта каде што ги користат само локалните срби тие патишта. Но Приштина пресилно ми се чини, сакаше да демонстрира сила за да ги разбие тие барикади. Затоа што Косово генерално не е за поделба на Косово, сака да го доживува како целина. Сакам да кажам дека одеа многу пред тоа да го прави КФОР и Еулекс. Тоа сакам да кажам, бидејќи сепак КФОР и Еулекс у изминатите години беа побрзи во реализацијата на работите. Ние не можеме да знаеме што они договараат, нели, како се договараат меѓу нив, дај тргнете ги барикадите, не ги тргајте. Дојде голема тензија, а најголема, ми се чини, максимумот на тензијата беше обидот на влезот на патриархот Порфири на Косово, што му беше невозможено, бидејќи го искритикува баш. Па тоа сите го искритикуваат, целиот свет, и ми се чини дека тоа беше некаква порака докаде е подготвена доди владата на Курти. Сега со
ова намалување на тензиите, ајде нека помине нова година, нека помине нели Божик, веројатно, па подоцна повторно ќе се вратиме на некои работи кои не сме ги решиле. Оттаму и велам, западната дипломатија ќе влегува сега во една, според најавите, влегува во една нова фаза, по блицкриг фаза на решавање на проблемот, а тоа е готови документи, готови договори и веќе не се убедуваат. Курти сакал да дојде у Брисел, Вучич не кел да дојде у Брисел. Сега го упростувам разговорот, меѓутоа косовската криза е проблем, не е ништо ново дека има тензии и проблеми Косово и во Косово и околу. Но е проблем што се случува во исто време кога на неполни 1000 километри воздушна линија имаме руската интервенција, агресија и специјална операција. А таму траат операциите и гледам дека Путин е веќе обвинуван, не од сега, дека се подготвува за долгогодишна војна во Украина. Не, според оние разузнавачки информации кои во медиумите можеме да ги видиме, уште од првиот ден се зборуваше точно, речи си година помина, дека војната, руската интервенција во Украина ќе заврши во декември 2023. Не знам од каде е тој документ. Тој документ го извадија и Reuters, и Associated Press, и сите овие наши колеги од странство, дека е проценката така да се одвива операцијата. Јас не можам да зборувам повеќе бидејќи не ги знам деталите, а она што можам да го кажам као новинар кој ги следи работите изминативе денови, особено последниве 3 дена, руската армија или руските напади се интензивираат околу некои места каде што изминатиот период не ги гледавме. Значи беше Донецк, беше Херсон, беше Мариуполј. Сега, задниве 3 дена, интензивни напади, над 100 проектили само вчера беа истрелани врз Киев, врз Харков и врз Лавив или Лавов, тоа е оној град што е на границата со Полска, значи некои точки каде што руската армија не се фокусираше изминатиот период. Што е целта? Дали ова влез за она можно сценарио дека на Киев повторно ќе се напаѓа од страна на Белорусија, каде што изминатиот период гледавме концентрација на руска војска, но и белоруска. Информација на Минск од утринава дека украинска ракета паднала на белоруска територија. Дали тука се бара некоја причина да има некој можна нова точка на конфликт? Што се намерите на русите, јас искрено не знам, а верувам дека и многумина не знаат. Оваков тип на војна многу е непредвидлив. Па види, не можеме да коментираме. Има две опции. Факт е дека сите очекувавме дека оваа војна во Украина ќе заврши многу побрзо. Видовме дека е урнисана митот за руската воена моќ. Од друга страна, ова јас кога го велам, некои луѓе кои се љубители на политиката на Москва ме критикуваат дека тоа било таква стратегија. Не знам што да кажам. Знам дека 5000 луѓе само во Киев, цивили се загинати за време на војната, од кои 400 се деца. Зборуваме за недолжно население, дал се украинци, дал се руси, цивилите се цивили и оваа војна премногу трае, ми се чини. И кој знае како ќе заврши, кога ќе заврши и кој знае што ќе биде билансот и кога ќе излезе во јавност што уствари се случувало таму. Она што знаме е дека утринава, повторно ќе кажам, нападнат е главниот град Киев, нападнат е вториот поголемина град Харков и нападнат е односно четвртиот поголемина град Лавов. Трите големи градови кои се далеку од оној фронт и оние региони на Русија која се ги приспои сама кон себе. Добро, единствената добра вест може да е денеска дека цената на гасот паднала драстично од 340 колку што беше, сега е на ниво на почетокот на војната во Украина. Но ќе има еден проблем. 70-80. Малку отиде во етерот кај нас, барем ја малку успеав да видам, она одлука на Путин кој најави дека од 1 февруари ќе забрани извоз на руска нафта за сите оние држави кои воведоа санкции, не санкции само, него ограничување на цената на руската нафта. Не знам дали тоа ќе биде сега недостиг или можеби дали ќе рипне цената, дали ќе има недостиг на нафта или можеби ќе дојдат некои други извори, зборам за овој дел од светот кај што сме ние. Тоа ќе причекаме да видиме или ќе мораме да викнеме некој кој е покомпетентен од нас да ни го објасни која е таа мерка на Путин, бидејќи таа мерка на Путин ми делува многу заканувачка и голема, гледам дека малкумина ја коментираат. Дали не е толку заканувачка како што мене ми личи или можеби ајде 1 февруари е далеко па ќе видиме што ќе правиме.
стигнеме до тогаш. Февруари, јануари, сега декември фати зимата, малку загадување. Во Скопје и во Македонија има некоја неофицијална пандемија на грип, но многумина, знаете, нашиот народ сака да коментира, да додава и да одзема. Се уште смета дека короната не е замината, дека има некои симптоми. Овие настимки денеска што ги имаш, ако се случија истата минатата година, Да. јас лично бев Ама во Кина има таму баше пандемија. Јас лично овдека се имав 2-3 дена такви проблеми, нели, Ти добро си поминав настинка, со 2-3 да, дена. и јас се смеам сам со себе и велам настинацум, ајде ќе помине. Ако минатата година ова време реков настинацум, сите ќе бега од мене и ќе бара PCR тест да направам дали сум позитивен. Да, сега ги враќаат маските полеко. Секое време некако си носи. Во Кина, а тоа е многу добра тема која гледам и таа малку се експлоатира, можеби луѓе во некие црни вести, па пред нова година, па можеби ради тоа не е толку експлоатирана, но Кина се соочува повторно со нов бранд на пандемија. А неколку големи кинески градови, а ние знаеме дека во Кина неколку големи кинески градови Па се нема сите- мали тоа. Нема мали, да, за наши услови. Има повторно зголемување на бројките на ковид, кај нив нели системот функционира веднаш, војската ги презема тие некои работи на затварање на делови на население во карантин, така да не знам, овие западни земји засега молчат, но Имаат некои бариери, но Јужна Кореја, Јапонија, контрола да, веќе почнаа аеродромите. да бараат на аеродроми лица кои патуваат од Кина да имаат некакви здравствени проверки. Ќе видиме дали оваа вироза што се случува и во Македонија е навестување на повторно враќање на некаков ковид или можеби тој станува или па можеби тој полека станува да се претопува во обичен грип, не знам, но овие вести од Кина ги игнориравме пред 2 години и видовме што се случи. Имаше коментар, добро, кај нас малку имунитетот се подобри, па станаме горе-долу имуни. Во Кина ми се чини дека и тоа е проблем. Тие таму не дозволи на некој начин да се создава колективен имунитет. Бидејќи мерките што ги преземаат, таму се шири многу брзо, многу народ ќе се... Проблемот и со војната во Украина и со состојбата внатре во Кина кај нас е, јас тоа секогаш го велам, ние се информираме од западни медиуми. Не знаеме точно. А треба од источни. Па треба да ги имаме Известија да двете се има страни. правда. Не, треба да ги имаме двете страни. Јас Ама тоа е старото малку новинарско дискутабилно. правило, ти велиш така, окей, може е така, но најде видам и овој што вели. Сега за Кина е стварно затворена за информации, тоа го направи пред 2,5 години, па видовме до кое дередже дојде светот. Не знам, се уште не можем да видам по извештаите дали се работи за коронавирус, но дали е са ковид, кој ковид, што ковид, како... Може грипче. Дали сега не е од лилјак, може некој јадел некакво друго животно, не знаеме. Благодарам, Дејан, за овие информации. Се гледаме до година. Благодарам и на тебе, се гледаме до година. Со поубави вести се надевам. Дај Боже, дај Боже.